Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Поради недостиг на суди, граѓаните правдата ја чекаат со години. Ке се намали ли овој проблем во основниот суд Прилеп? Под слоганот Жена творец за љубов и хуманост, Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Прилеп го одбележа Денот на жената, креирајќи при тоа и хуманитарен настан. 3 прилепчанки застапени во книгата Жени во македонската книжевност во 19 век, која синоќа беше промовирана во Прилеп. Пронајдени одземени огремни дрва без документација на едно лице од Прилепско. Временска прогноза: сончево и топло со температура до 18 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Поради недостиг на суди, граѓаните правдата ја чекаат со години. Прилепскиот основен суд остана и без обвинители, но обвинителствата, кои ќе примаат најголем број нови обвинители, ќе биде Прилепскиот. Обвинителскиот совет утре треба да избере 47 обвинители во 18 јавни обвинителства. Најмногу места има во Кумановско, Охридско, Прилепско и Штипското обвинителство. И судскиот совет следната недела ќе избере судии во 20 на судови. Од коалиција Сите за правично судење велат дека новото доекипирање ќе ја ублажи состојбата, но потребно е трајно решение со оглед на тоа што анализите веќе покажале дека во изминатите години се намали бројот на обвинители и судии. Освен во обвинителите, проблем има и во јавната обвинителска служба, односно недостиг на стручни соработници, но далеку позагрижувачка е состојбата во судството. Под слоганот Жена творец за љубов и хуманост, Унијата на жени на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ го одбележа Денот на жената, креирајќи и хуманитарен настан. 8 прилепски уметници донираа 20 ликовни дела кои беа дадени на аукција. Собраните средства од овој настан ќе бидат донирани за социјално прилепско семејство. Ние жените како мајки, домакинки, но и жени кои што ги рушиме стереотипите и статистиките покажуваат дека се повеќе имаме успешни жени предприемачки. Имаме повеќе жени и во образованието и во здравството, што се клучни области, но ни фалат или ни требаат повеќе жени на извршни функции. Јас одовде од Прилеп посакувам да имаме повеќе кандидатки жени за градоначалнички, да се охрабрат жените, партиите да ги поддржат, да имаме повеќе жени кандидатки за градоначалнички, додека за советнички и пратенички е регулирано со законот, изборниот законник за 40% квота. И одовде ви посакувам, бидете своји, достоинствени, среќен празник на жената, среќен 8 март. Целта на настанот е да ги поттикне жените да се
се вклучат во процесот на одлучување и поактивно да делуваат во промените за подобрување на нашата иднина, иднината на нашите деца и за поквалитетна заедница, вклучувајќи ги тука своите креативности и својата индивидуалност. Синоќа во градската библиотека Порката Лески Приле по повод меѓународниот ден на жената во рамките на програмата на библиотеката се одржа промоција на книгата Жени во македонската книжевност од 19-тиот век и предавање од авторот доктор Славчо Ковилски. Настанот го отвори директорката на библиотеката, а модератор беше поетот и новинар Филип Димковски. Во книгата Жени во македонската книжевност се застапени, односно обработени 15 на женски ликови, авторки, кои што со своето книжевно перо оставиле белег во македонската книжевна историја и целта за популаризацијата на овие авторки што повеќе да продрат во јавниот, во книжевниот, во општествениот живот денешен во Македонија, со цел да го најдат своето заслужено место во македонскиот книжевен канон. Од овие авторки што се споменати тука, три се конкретно врзани со Прилепскиот крај. Едната е фолклористката, народната пејачка, интерпретаторката на народни мотворби, Дафна Цепенкова, која што е сестра на Марко Цепенков, потоа Евгенија Генчулева, родена Ракиджиева, и Анастасија Милошова, чија книжевна оставштина денес се наоѓа нели во ракопис, меѓутоа дел од таа оставштина е расчитана и е понудена како четиво со цел читателите да се запознат подобро со тоа нејзино дело. Нашата библиотека пред се по повод на 8 март, денот на жената, организираше да прекрасен настан каде гостуваше познатиот научник од областа на книжевноста, доктор Славчо Ковилски, кој пред се направи едно интересно предавање за жената во македонската историја и се спомна многу имиња кои досега биле на некој начин во анонимност. Вчера околу 16 часот ке селото Фаришка Вадаречко на магистралниот пат Градско Прилеп полициски службеници го привеле ЗД 61 година од село Голем Радобил Прилепско. При контрола на патничко возило Volkswagen Passat со прилепски регистарски ознаки, кое го управувал тој, биле пронајдени одземени огневни дрва за кои не поседувал соодветна документација, моторна пила и други предмети. Дрвата, возилото и останатите предмети биле предадени на шумската полиција за понатамошна постапка. Временска прогноза. Утрово во Прилеп се изберени температури од -1 степен Целзиусов. Во текот на денот времето е сончево и топло со мала локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветар од јужен правец. Максималната температура се движеше во интервали од 18 до 23 степени. За викендот не очекува слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.